Ова е хаос, ова е лудница. Не знам, ни координираност во државниот врв, ни институциите. Ова е стварно хаос. Народот буквално не знае што прави. Секој ден нови изненадувања, нови неубави работи. Ова се дел од реакциите на граѓаните, откако министерот Филипче рече дека не ја исклучува можноста за повторно воведување на полициски час, односно рестриктивни мерки на есен, доколку се случи нов бран на коронавирусот. Скопјани пред камерите на Алфа велат доколку повторно се воведе ограничено движење на луѓето, се затворат трговските центри, угостителските објекти. Дополнително ќе ослабне македонската економија, која според нив и онака е пред колапс. Сега од народот дошли ќе живе, ако треба, тоа не треба да се затвора сите. Треба да има отворено, да се работи, да има луѓето промет. Не треба да има. Ја мислам. Треба да има полицейски час или не треба? Не треба да има. Не треба. Зошто? Па затоа што е ствара и тоа посебни проблеми. Не треба. Зашто не треба? Џабе полициски кога преку ден одиме, а на вечер полициски, и затоа не треба. Не треба. Не. Зашто да треба кога и онака младиве се слобираат. И онака одат шета. Нема потреба. Па не е добро што ќе работат. Треба да се јаде, треба да се живее. Треба да се живее, како? Треба да се живее. Нема пари, како? Нема пари, како ќе живееме? Мора да се работи. Мора да работи и кафичи, све, ама со маска, со се пристојно. Но има и граѓани кои велат дека полицискиот час е добар чекор во недостиг на дисциплина на луѓето, но и во недостиг на предвремени мерки кои би го спречеле воведувањето на истиот. Ако треба, зашто да има толку болни, нека треба, нека се затвора ако треба. Јас мислам дека сепак е одлука на владата, не знам. Како ќе одлуча така, ние сите мерки ќе ги поштуваме што е од наша страна. Еве, според вас Да. добро би било или не би било добро? Па добро би било. Да, се сложувам, да. Па во случај ако не се почитуваат мерките од страна на граѓаните, сметам дека е добро, да. Бројките на заболени и починати секојдневно растат. Министерот за здравство вели се разгледуваат можностите за враќање на рестрикциите. Имаме план за дополнителни ограничувања согласно некои мерки. Ќе ги промовираме наскоро. Ова значи дополнителни ограничувања во региони каде има зголемување на бројот на пациенти или постои потенцијален ризик. Никој не може да даде сигурно предвидување затоа што во ниту една земја во регионот и во Европа немале пандемија на есен. И од Комисијата за заразни болести за Алфа вела дека во наредниот период се е во игра, дури и враќање на голем број на рестрикции. Предходно во Македонија имаше полициски час 65 дена, каде во вечерните часови беше забрането движењето, но долг период беа затворени и кафетериите и кафеаните, продавниците, што остави белег на економијата.